Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Најмалку 2 недели судска медицина ќе проверува дали има поврзаност во неколкуто убиства во Кумановско. 25-годишникот е во притвор додека се чека одговор дали е серијски убиец. Идејата за членство во ЕУ следната година без право на глас ќе го одземе на Бугарија правото на вето, вели премиерот. Сепак уставните измени ќе останат услов. Делницата Гостивар Букојчани ќе биде готова до 2029 година. Владата нуви на забрзаните градежни активности на коридорот 8. Здраво на декларација, нездраво во реалноста. АХВ заплени 1 тон неисправна храна од продавниците кои тврдат дека продаваат здрави производи. За интеграциите и најновите неформални предлози за членство во 2027 без право на глас, мој гостин соговорник во тема на денот Андреј Лепавцов, председател на Паневропската унија во Македонија. Останете со нас, почнува Дневник. Судска медицина ги продолжува анализите по ексхумацијата на жена почината пред 1 месец за да се утврди дали 25-годишникот од Куманово, кој е во притвор, е поврзан и со овој случај. Истовремено се проверуваат траги и во нападот врз повозрасна жена од Челопек, која вчера за Сител тврдеше дека била мета на истиот осомничен, но преживеала. Истражителите ги споредуваат доказите од повеќе кривични дела за да утврдат дали станува збор за серијски убиец. Засега се најавува анализа на најмалку 5 случаи. Тамара Дичовска известува. Судската медицина продолжува со анализите од ексхумираната жена која почината пред 1 месец, кои треба да се споредат за да се утврди дали уапсениот 25-годишникот Кумановско бил и нејзиниот убиец. Траги од него се бараат и кај старицата од селото Челопек, која синоќа ја сними Сител и сведочеше дека и таа била нападната од истиот осумничен, но за среќа преживеала. Доказите кои ќе треба да се обезбедат ќе покажат дали во Кумановско имало серијски убиец. Но колку ќе биде тешко да се направи ексхумација и на други жртви кои се подолго време починати, за да се утврди дали и тие биле мета на осумничениот. Поранешниот началник во МВР објаснува дека доколку имало траги на насилство, лесно ќе се открие, а судската медицина и МВР имаат стручни тимови. Треба да се дојди до она што викаме врзување помеѓу жртвата на кривичното дело, помеѓу сторителот и предметите со кои што е извршено кривичното дело. Ако овде имаме чиста физичка сила, нели, удирање со боксови и така натака, во тој случај нели треба да се видат дали има оштетување на коски и така натака, затоа се прави таа ексхумација. Иначе тоа што викаме дали телото е во фаза на распаѓање, да, по ексхумацијата, но се уште остануваат нели физички повреди, затоа реков физички повреди по черепот, по делот на лицето, по делот на забит. Истражните органи ќе треба да ги споредат убиствата и доказите за да може да се најде мотивот на осумничениот убиец и да се докаже дали и колку биле негови жртви. И во минатото во Македонија имало серијски убици. Затоа Ѓурчевски смета дека за време на истрагата која може да трае до 6 месеци ќе успеат да откријат. За да ја направиме врската, можеби ќе требаат и уште некои други ескумации, уште некои други понатака. Треба целосно да се проучи полициски неговиот модус операнден систем, по кој систем тој делувал. Значи како ги маркирал жртвите, како ги определувал жртвите. Значи тоа е еден куп криминалистичко-техничка наука која што треба да биде применета и методика која што треба да биде применета во конкретниот случај, се со цел да се дојде до сите потребни докази за да може да се врзат кривичните дела. Осумничениот 25-годишник од Куманово се наоѓа во притвор, а наредено е негово психијатриско вештачење од страна на тим форензичари психијатри од Институтот за психијатрија во Скопје. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Премиерот не сака да открива детали за случајот 5 тони марихуана, но вели дека меѓу осомничените има функционери на поранешната влада. Досега истрагата е отворена за 6 лица кои во пакети декларирани како текстил пренеле дрога во Србија. Има функционери, но од претходната влада. Има фирма која што е сопственик на поранешен председател на СДСМ во Ново село, односно негов син. И така натаму, еве да не идеме повеќе во детали. Може би Министерството за внатрешни работи може повеќе да сподели. Јас се разбира дека имам одредени информации, но во интерес на истрагата во овој момент би се задржал на ова што можам да кажам.
Забрана за ископ во близина на изворите во шум. Обвинителството затекна две фирми од Велешта како вршат ископ и транспорт на карпи во непосредна близина на водоснабдителните извори за струга. Поради сомнежи за незаконска експлоатација и загадување на водата за пиење, на фирмите им се изречени мерки на предпазливост и забрана за понатамошни активности. Обвинителството им забрани на две фирми да копаат близу изворите од каде стружани пијат вода, додека го истражува случајот за загадувањето. Основното јавно обвинителство затекнало работни машини на две правни лица од Велешта, кои кршеле, ископувале и транспортирале карпи во поголем обем во непосредна близина на изворите во селото Шум. Поради сомненија за кривични дела, незаконита експлоатација на минерални суровини од член 225 и загадување на водата за пиење од член 219 од Кривичниот законник, надлежниот јавен обвинител до судија на претходна постапка веднаш достави предлог за определување мерки на предпазливост, забрани на правните лица да ги посетуваат парцелите каде вршеле ископ и забрана да преземаат какви било работни активности на подрачјето, стои во соопштението на основното јавно обвинителство Струга. Адвокатот Ќато смета дека потребно е да се изврши системска, детална и хронолошка истрага во врска со случајниот кривично правен настан и покрај утврдување на кривична одговорност на приватните фирми кои вршеле ископи, да се утврди дали постои кривична одговорност и кај надлежните службени лица. Сметам дека овој настан не е несреќа, односно хаварија, туку станува збор за сплет на системски пропусти, институционална небрежност и долготрајно замежување пред ризикот. Сметам дека е клучно и неопходно вклучување и на основно обвинителство за гонење на организиран криминал во Скопје, затоа што во конкретниот случај се работи за затајување на поголем број на институции, на поголем број на лица. Струга веќе 2 недели без вода за пиење, а неизвестно станува кога ќе се стабилизира состојбата. Од основното јавно обвинителство посочуваат дека се преземаат действија за обезбедување докази и испитување на евентуална кривична одговорност во однос на енормното загадување на изворите во Шум, од каде подрачјето на градот се снабдува со вода за пиење. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Идејата за членство во ЕУ следната година без право на глас ќе го одземе на Бугарија правото на вето, вели премиерот. Сепак уставните измени ќе останат услов. Делницата Гостивар Букојчани ќе биде готова до 2029 година. Владата на увид на забрзаните градежни активности на коридорот 8. Бугарија нема да може да стави вето доколку Македонија го прифати новиот европски план за постепено асоцијативно зачленување, вели премиерот Мицкоски. Според него, со тој модел земјата формално би седнала на масата во Брисел во 2027, но без право на глас и без свој комесар. Би останал и условот за спроведување на уставните измени. Мицковски оценува дека станува збор за нова фаза во проширувањето во која покрај реформите и усогласувањето со надворишната политика на Европската унија ќе треба внимателно да се процени дали моделот на прва и втора лига членки е прифатлив. Бугарија нема да може да го искористи своето право на вето доколку Македонија, заедно со Украина, Црна Гора и Албанија, го прифати новиот неформален план на ЕУ за проширување, преку така наречено асоцијативно, односно постепено зачленување. Сепак, покрај двата услови што ги бара Брисел, заедничка надворешна политика со Унијата и реформи во делот на владењето на правото, за Македонија ќе остане и дополнителниот трети услов – уставни измени, вели премиерот Мицкоски за најновата идеја на Брисел. Не може Бугарија да стави вето, бидејќи тогаш и формално ние ќе бидеме членка на Европската унија и ќе бидеме на масата. И знамето на државата ќе се вее во Брисел, доколку ова нормално се случи и се операционализира. Два услови ќе бидат важни, а тоа се пред да се случи тоа, предпоставувам за нас ќе важи и третиот услов, оној кој што го прифати претходната влада за измена на устав. Нема да имаме право на глас, нема да имаме право на комесар, но ќе можеме да учествуваме во работата на Европскиот совет и на институциите во Брисел. Мицкоски вели дека во игра се две опции. Првата е планот да се реализира со Украина плюс трите држави од Западен Балкан, а втората е тој да се прошири и на Молдавија. Тој предходно на панел дискусија на тема евроинтеграции зборуваше дека Македонија е жртва на класичен булен код држави членки на ЕУ кои го оценувале незиното интегрирање и дека за нас не важел мерит системот. Но покрај соседите за премиерот одговорност за процесот има и кај поранешната власт. Затоа за еден народ и една нација нема поголемо зло од
корумпирани така наречени лидери на таа нација, мекотели, луѓе кои што се мекото ткиво на нацијата и кои што за жал се изнагледавме во изминатите години и децении на македонската политичка сцена. И тие се тие кои што не доведува во оваа ситуација во која што денеска се наоѓаме. Наместо да преговараме за вредности, за владење на правото, за некои други стандарди, ние денеска преговараме за билатерални прашања кои што не водат никаде. Треба многу добро да размислиме пред и ова што се заговара сега за прва и втора лига земји членки на Европската унија, градуална или постепена интеграција со многу сейфгард, односно со многу заштитни механизми и да донесеме како регион одлука што мислиме и како мислиме. Опозиционерот Филипче пак во ова гледа анти-ЕУ реторика и изолација на државата. Преку 70% од граѓаните сакаат ЕУ, а тој зборува за булинг и прва и втора лига. Тоа не е булинг, тоа е последица од неисполнување на обврските. Правда, слобода на медиуми, борба против корупција. ВМРО секојдневно создава конфликти со соседите, а на критиките од Брисел одговара со напади врз ЕУ. Европа ни даде јасна шанса до 27-ма. Заедно со регионот Црна Гора и Албанија напредуваат. Ние, само ако престанеме со оваа политика на изолација што намерно е турка Мицкоски. Мицкоски ВМРО не сакаат ЕУ, сакаат да крадат на тендери без надзор. Тоа не е европска вредност, тоа е криминална вредност. Единствениот булинг на македонскиот народ му го прават ВМРО, ОКГ и Мицкоски, возврати лидерот на СДСМ на Фејсбук. Предходно албанскиот премиер Рама во неколку наврати изјави дека постепеното интегрирање е добар и прифатлив начин Албанија што побрзо да стане членка на Унијата. Србија пак, која исто е кандидат за членство со отворени преговори, се уште нема прецизна изјава за ова сценарио. Нејзиниот председател Вучик минатата недела коментираше дека поддржува модели на постепено членство, но Србија нема да прифати услови што ги смета за спротивни на националните интереси, особено во делот на односите со Косово и согласувањето со санкциите кон Русија. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Европската унија не треба се проширува со држави без право на глас. Сите кандидати што ќе ги исполнат критериумите мора да добијат полноправно членство, порачаа дел од учесниците на денешниот настан на меѓународната паневропска унија и паневропската унија во Македонија. Дебатата за така наречена втора или трета лига членки повторно се актуализираше во контекст на Украина и земјите од Западен Балкан, но од паневропската унија велат дека засега нема официјален документ, туку станува збор за идеи и неформални дискусии. Не е добар пристап Европската унија да се прошири со држави без право на глас. Туку сите кандидати кои ги исполнуваат критериумите треба да имаат полноправно членство. Ова е ставот на меѓународната паневропска унија. Прашањето за проширувањето на унијата со вакво сценарио се актуализира за Украина, но и за кандидатите од Западен Балкан, вклучително и Македонија, кои ако станат дел од ЕУ, со спортски речник би играле во втора или трета лига. Mi ne smatramo da je dobro da postoje zemlje s različitim statusima i da se ne može kompenzirati s nekakvim regionalnim oblicima suradnje ili sa nekakvim nižim pravom određene zemlje. Svi trebaju dobiti punopravno članstvo, a određena pitanja sporna koja postoje, ona se rješavaju kako se u jednoj zajednici mogu rješavati. Председателот на Паневропската унија на Македонија вели дека дебатата за проширувањето на ЕУ со држави без право на глас тлее одамна, а сега повторно добива на значење и е придвижено поради кризата во Украина. Но според Лепавцов, се уште нема никаков документ и ништо не е официјално. Не сме на ставот дека ние треба да бидеме членови на Европската унија во втори или во трета ешелон, како сакате тоа назначете го, но јас ова џабе го зборувам кога и другата страна, да речеме Европската унија, тие досега немаат одлучено како да биде. Значи тоа се тековни дискусии, те нема ништо официјално околу тоа. Тоа се само изјави, се базира на изјави и на поедини желби на одредени центри во Европа. Значи изборуваме за нешто што не е ставено на хартија се уште. А очекуваме документи, се надевам дека и Европската комисија го најави еден документ на кој ќе биде малку подетално тоа објаснето, но еве чекаме се уште, ќе видиме. Здрави Боже. Председателот пак на Европската иницијатива за стабилност смета дека е невозможно Македонија да стане дел од ЕУ во 2027. There
is an opportunity and urgent need to present a proposal for enlargement that can actually work. Now, you cannot join the EU in 2027 in any meaningful way. But what could be done this year is that the European Council declares that it will prepare the EU to be ready to accept any candidate that meets the criteria from 2028, at the very least with a guarantee into Schengen and the single market. Токму Европската иднина на Западен Балкан, политичка интеграција, регионална соработка и економска отпорност во време на глобални предизвици беше темата на меѓународната конференција во Скопје, организирана од Паневропската унија на Македонија. Александар Динев, Сител телевизија. Председателот на Паневропската унија во Македонија и пранешен амбасадор во Брисел, Андреј Лепавцов, мој гостин вечерва. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и поздрав до гледачите на Сител. Собравте на настаните вчера и денеска навистина видни поранешни дипломати, актуелни дипломати, одлични познавачи на процесот на креирање на европски политики. Можеби во моментот не се сите тие decision makeri, но многу добро ги познаваат процесите и знаат како се движат работите на европската политичка сцена. Можат ли ваквите форуми да бидат некоја лабораторија на идеи за идни решенија, кои што и во контекст на нашата блокирана евроинтеграција би дале некаков ефект? Да, секако. Значи, убав пресек направивте. Ние имавме и поранешни, и сегашни, и премиери, и председатели на паневропските организации од цела Европа. Имавме од think танковите од Брисел, од Берлин, имавме генерален секретар на најголемата регионална организација Меркапетанична, регионалниот совет за соработка. Така да сите тие, можам слободно да кажам дека во еден глас кажа дека моментот се гради, но моментот нема да го видиме ние се додека не добиеме некој конкретен предлог. Иако многу често на затворење на Михенската конференција имавме неколку учесници од таа Михенска конференција кои, иако има некои правила таму, како да кажам, да, нешто беше споделено нормално во според правилата, дека се размислува интензивно и тоа поради ја што често велам проширување кое се движи само во кризи. Значи имавме мигрантска криза 2014, тогаш се возбуди, да речеме, европската јавност виде дека тие што влегуваат преку Западниот Балкан, значи ја доби идејата дека треба да се обезбеди таа територија, ако ја гледаме картата, но кога заврши кризата, повторно, да речем, се застана процесот, иако почна редовни самити за Европска унија Западен Балкан и сега после започнувањето на војната и агресијата на Русија во Украина, повторно тој интерес и сега поприлично повеќе се зголеми поради, како да речем, европската загриженост по низината, да речем, екзистенција во овие правила кои до сега се постоја и секако дека проширувањето како едно од докажаните политики кои биле успешни треба да биде повторно докажано. Значи, оваа година слободно можам да кажам дека ќе има одредени одлуки, ќе има одредени, да речем, официализирани комуникации со земјите кои се во процесот на проширување и веројатно е тоа да се случи. Како да провејуваше сепак еден тон на резерва помеѓу учесниците денеска на настанот кој го организиравте околу таа идеја за членство во 2027, но без право на глас. Ние постојано бараме Европа да биде креативна, да најде некаков начин, да не поттурне, да не извлече од блокадата. Нели ова е едно навистина креативно решение? Да, пак ја речам, ние, кога би, и се надам дека ќе се добие, не само ние, зборам за целиот регион, кога ќе се добие конкретен предлог, дали ќе се успее оваа година, тоа се надеваме, бидејќи се создаде еден дискутантите рече дека следниве недели, месеци ќе има нешто, тоа беше господинот Кнаус од Европската иницијатива за стабилност, што јас често велам за такви луѓе кои ги раководат тие видни think танкови, кога европските бирократи ќе заглават со идеи, им се обраќаат на нив. Тој беше познат по тоа што предложи уставните промени да се случат и промената имато пред влезот на Македонија во Европската унија, ама па од друга страна ги кажа дека проширувањето е еден обичен глушец кој врти во еден круг постојано. Така да има и други некои интересни досетки,
од негова страна и во еден луциден начин ги пренесува на нас. Така да имаше две важни работи кои се пренесува, дека има голема разлика помеѓу перцепцијата, сите знаат дека треба да почне проширувањето, дека тоа е лек на ова што и се случува сега на Европската унија и да гради една отпорност. Значи, тоа е околу перцепцијата која е создадена, но околу перспективите немаме. Значи, какви ќе бидат тие перспективи? Тоест, какво ќе биде тоа? Се уште, може би некои кругови веќе знаат, одлучиле, но ние како невладина организација тоа не го знаеме. И имаше една друга забелешка, дека, за жал, европските лидери не се до тој степен способни да вршат брзи политички одлуки, кои се, како да не се притиснати од одредени кризи. Значи, тие, доколку проширувањето го свата како процес кој треба да биде нормален, немаше инстантно да се реагира во тие пикови на кризи што се случува во Европа. Така да сега, за жал, и доста од тие политички елити, да речем, се под влијание исто и на европската бирократија, значи на тие што ги раководат структурите во Брисел. Така да, таа нивна постојана комуникација и, да речем, постојано некои нови идеи, или па некои срамежливи идеи, да не забораваме дека во 2014 поранешниот претседател на Европската комисија Јункер даде бела книга со 5 сценарија како да продолжи Европска. Значи, тоа беше речиси пред повеќе од 10 години. Сега доаѓаме во една слична ситуација каде што треба да се одлучи како ќе одиме и што ќе правиме. Иако да, имаше и гласови кои искажуваа резерва, дека можеби се тоа и ќе достигне одреден пик сега оваа година, но поради немањето капацитет на одлука, можеби тоа ќе остане така, па повторно ќе се вратиме на некоја нормала. Но, пак ќе речам, војната во Украина е главен решението, бидејќи Украина и се дадени сериозни ветувања, таа ќе биде од главните параметри како ќе продолжи проширувањето и на Западниот Балкан, тоест на нашиот регион. И тоа решение го знаеме, гледаме дека се случуваат интензивни преговори, нормално немаме детали, но решението тоест напредокот на Западниот Балкан во процесот на проширување зависи најмногу во овој момент и од решањето на кризата во Украина. Јасно. Бидејќи немаме конкретен предлог формален на маса, барем и јас и вие не сме виделе. Ние двајца немаме. Точно. Хипотетички. Подобро е за Македонија да прифати некои решенија, како ова за кое што се зборува, 2027 без право на глас, или може би да ризикува уште 10 и повеќе години да биде со овој кандидатски статус кој што го има и буквално да не мрдне од мртва точка. Значи, ние како организација, кажа и на претходните интервјуа, дека не поддржуваме генерално како позиција, бидејќи нашите вредности се чисто европски и нашето лого е Европа, цела Европа е Европа. Но, нормално дека секоја сериозна дипломатија и власт, не зборам за нашата, зборам за сите овие во нашите 6 држави тука, сериозно треба да разгледат секој конкретен предлог и да се донесе одлука врз основа на реалната ситуација на терен и да се направи една едноставна кост-бенефит анализа што нас би ни придонело и дури и таков вид на проширување. Значи, џабе ние зборуваме, антиципираме кога параметрите, да речам, имаме некои параметри, но има често и ѓаволот е во деталите. Значи, мораме буквално секој проред, секој ред да го проучиме од тоа што евентуално би ни се доставило во некоја скорешна изјава, ако се стигне до тоа. Така да, многу имаше интензитет, значи, почнувајќи од минатата година, од некаде од ноември, октомври, ноември, и сега имаше некој, значи, разговорите помеѓу европските како да ги кажам, официјални лица кои се заинтересирани, е многу интензивирана, значи исто и размената на информации помеѓу лидерите на Западниот Балкан. Се надевам дека ќе продуцира веќе нешто конкретно на кое можеме и почнеме да разговараме, па дури да се презентира на јавноста доколку се одлучи дека тоа е. И треба да тоа да се случи, но се разбира кој ќе биде проценет тој момент. Иако има неколку параметри, како што е буџетот на Европската унија или така наречената Multi-Annual Financial Framework од 28 до 34 во која преку парите ние гледаме еден вид на лакмус, тоа е индикатор дали дали има пари за проширување, дали ќе и често пати одговорот од другата
Па вели има флексибилност. Значи, бидејќи сепак државите на Западниот Балкан, се така наречениот тркач прв, како што е Црна Гора, е многу релативно мала држава. И ние сме мала држава. И Албанија е мала држава. И мене, ако ме прашате, јас мислам дека ќе има пари, доколку се има политичка волја да овие држави, што се, да речем, на едно горе-доле исто ниво, добијат некаков конкретен предлог во скорешно време. Да, гледаме дека зависно од тоа каква е позицијата во моментов, различни се реакциите на челниците од регионот на ваквата идеја која сега само неформално се шири. Како фронтранер Црна Гора не им се допаѓа. Не сака да биде во такво друштво и не сака да има некакво условено асоцијативно членство, туку полноправно. Кај Албанија беше сосема поинаква реакцијата, затоа што веројатно се свесни за својата позиција, ние некако се држиме. Види, јас тоа го оправдувам. Значи, ние водиме сериозна политика. Мислам дека имаме сериозна влада која прави добри проценки и не почнува, значи, не може да дискутира на нешто што е во некаква фаза на изготвување или пак е неделно разработена. Така да јас ја оправдувам таа внимателност, но истовремено и ги прифаќам политичките пораки во кои е добро да јавноста биде информирана каде се движи држава, за да не креираме преголеми очекувања, да не се креираат. Значи, граѓаните мора да знаат каде оди не само самата држава, туку и самиот регион. Добро, важно е во тој контекст што јасно се става до знаење дека уставните измени не се тргаат од преговарачката маса, односно стануваат услов дури за еден ваков чекор, што се уште не знаеме дали владата има калкулација дека тоа е гаранцијата која ни е потребна, еден ваков процес однатре, да седнете на масата, па потоа да се зачленувате до полноправност, или и ова не е доволна гаранција за државата, за владата? Значи, влегуваме пак повторно во една, да речем, антиципирачка фаза. Ние пратиме дека во соседна Бугарија има навистина нестабилна политичка сцена, имаме за еден сериозен диалог треба да има стабилна влада, треба да има чести комуникации и треба да има начини да се разговара, да се дојде до одредено решение. Така да, пак ќе кажам, ние сме внимателни, да речем, не се ставам во таа, јас сепак представник на невладинот сектор во овој случај, но внимателноста не е на одмет во овој случај и секако дека сериозноста, постапноста со која се разгледуваат сите предлози, што се дискутира, да речем, на видни форуми, е доста важна и, како што реков, треба да биде и разгледана, па да речем и презентирана во онај дел каде што е договорено тоа така да биде. Значи така функционира високата политика. Имаме ли потреба од некаков малку подсврздомашен консензус, особено ако вакви предлози доаѓаат на маса, затоа што гледаме дека ни за едно авионче, како што вели претседателката, не може да се договориме дека е потреба, камоли пак за некој ваков чекор кој што е сепак различен пат до остварување на целта од она што досега сме го замислували или за кое што се говорело како една од стратешките цели на државата. Значи, потребен е апсолутно консензус, разговор. Не се потребни такви несериозни теми како дали да се набави авион или не. Значи, опозицијата, јас мислам дека би било добро да избере сериозни теми на кои може на дневна основа да разговара и да спори, нели, евентуално со власта. И така се гради сериозен консензус и став и се доаѓа до одредена позиција кога веќе за сериозни теми како што е ова може да се разговара. А ако сака да се дефокусира со такви дневни тепачки, ја стално ги викам што се смешни, окей, и тоа е легитимно, но не е сериозно, бидејќи сега веќе оваа година, како што рековме, ги спомна исто на конференција, 26-та ќе биде прилично, да речем, интересно од тој аспект дека веќе или ќе се донесат одредени одлуки, или ќе се веќе направи костурот на начинот на кој ќе се одлучува во проширувањето. Така да консензус е потребен. Порака до сите да за оваа тема да имаме максимален консензус, бидејќи кога ќе се стави се на вага, ние добиваме со членството во Европската унија,
А дополнително треба да се проучи дали во тој лајт, така наречен сега тоа го кажа, ќе имаме исто бенефит, така да тоа ќе остане на после таа, да речем, понуда во наводници, кога ќе се види што конкретно се размислува таа тема. Значи, крајна внимателност и сериозност. Андреј Лепавцов, председател на Паневропската унија во Македонија, благодарам за гостувањето. Благодарам. Делницата Гостивар Букојчани ќе биде готова до 2029 година. Владата нувидна забрзаните градежни активности на коридорот 8. Здраво на декларација, нездраво во реалноста. АХВ заплени 1 тон неисправна храна од продавниците кои тврдат дека продаваат здрави производи. Забрзано се гради автопатот Гостивар Букојчани, дел од коридорот 8 во должина 31 км со рок за завршување до крајот на 2029. На терен работат околу 600 работници, повеќе од 500 машини, а во моментов се реализира најсложената делница од 11 км. Владата оценува дека проектот има стратешко значење, ќе ја поврзе земјата од исток кон запад, ќе ја засили безбедноста како членка на НАТО и ќе донесе економски раст. Експроприацијата е завршена околу 90%. Забрзано се гради автопатот од Гостивар до Букојчани во должина од 31 км, кој треба да биде готов до крајот на 2029 година. 600 вработени и над 500 градежни машини се на терен и во моментов работат на најсложената делница, долга 11 км. Автопатот, дел од коридор 8, ќе ја поврзе Македонија со истокот и западот и ќе гарантира регионална стабилност. Поврзувањето, а и самата местоположба, географска положба на државата, треба да се искористи како предност, да се биде раскрсница во регионот, е стратешка предност. Ние сме дел од НАТО алијансата и на овој начин со реализирање нови коридори се подобрува отпорноста и безбедноста во регионот, но и на јужното крило на НАТО алијансата. This project represents more than just infrastructure. It embodies our shared commitment to the regional economic integration, NATO readiness, and the prosperity of North Macedonia and the Western Balkans. Corridor 8 will transform North Macedonia's economic future by connecting East and West, facilitating trade, and creating opportunities for your citizens. Изградбата на овој автопат ќе донесе значаен економски раст и поголем број туристи во земјава. Експроприацијата е речиси завршена. Владата помага со логистика и финансии. Останува Бехтел и НК на време да го завршат својот дел, вели вице-премиерот Николовски. Околу 90% од експроприацијата е завршена, другото ќе биде завршено во следните месеци. Исто така целата логистика државата ја дава. Огромни средства се потребни да се реализира овој проект. До сега се исплатени некаде околу 470 милиони евра, што за буџет како македонскиот е навистина сериозна сума. Оваа делница е најскапа затоа што поминува низ населени места, а предизвик се и дислокацијата на кабли и водоводни системи, вели првиот човек на патишта. Но кога ќе се заврши, значително ќе се скрати времето на патување од Скопје до Охрид. Сега се патува до Охрид 3 до 3,5 часа. Сметаме дека околу 1,5 час би се патувало од Скопје до Охрид. При тоа ќе се патува побезбедно, ќе се патува и поудобно. Коридор 8 е еден од најголемите инфраструктурни проекти, чија целосна должина изнесува 110 км. Поделен е на 4 делници: Тетово Гостивар, Гостивар Букојчани, Прилеп Битола и Струга Ќафасан. Го реализира американско-турскиот конзорциум Бехтел и НК, чија првична проценка беше дека ќе изнесува 1,3 милијарди евра и рок на изведба од 4 години и 7 месеци. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Ознаката здрава храна не секогаш значи и безбедна храна. Засилените контроли на Агенцијата за храна и ветеринарство покажаа неправилности во дел од продавниците за здрава храна. Уништен е дури 1 тон небезбедни производи по контролите во речиси 400 објекти. Етикетата здрава храна се почесто се доживува како гаранција за квалитет, но последните засилени инспекциски контроли на АХВ покажуваат дека зад полиците со јаткасти плодови, суво овошје и разни природни производи не секогаш стојат и безбедни услови за потрошувачите. Агенцијата изминатава недела уништи 1 тон небезбедна храна од 14 продавници за здрава храна од речиси 400 направени контроли. Наместо очекуваниот стандард, инспекторите во дел од нив затекнале производи со изминато
од рок, меѓу кои намирници што граѓаните најчесто ги купуваат поради здрава алтернатива, како бадеми, ореви, лешници, суви смокви, урми. Кај дел од операторите биле пронајдени производи без јасно потекло, додека други работеле без да бидат воопшто регистрирани како оператори со храна. Во одредени случаи храната била несоодветно декларирана, што значи дека потрошувачите немале точни информации за составот, рокот или начинот на чување на производот што го купуваат. Со контролите утврдено е дека 14 оператори воопшто не биле регистрирани како оператори со храна во агенцијата. За утврдените недоследности со контролите издадени се 65 решенија, 19 опомени и 44 парични казни во вкупна вредност од 20.550 евра од денарска противвредност. Кај 9 оператори со контролите утврдени биле незадоволителни хигиенски и технички услови во објектите. Кај 7 оператори била пронајдена храна со поминат рок на употреба, кај 20 оператори најдена е храна и со непознато потекло. Несоодветно означена била храната кај 18 оператори, а кај 23 оператори вработените немале спроведено задолжителен здравствен преглед. Од агенцијата апелираат граѓаните да внимаваат при изборот на вакви производи, бидејќи ознаката здрава не секогаш значи и дека храната е безбедна за употреба. Проверка на декларацијата, рокот на траење и условите во кои се чува производот се клучни чекори за заштита. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Правосудните реформи се клучна област на која фокус става Австриската развојна агенција. Програмите за Македонија се фокусираат и на социоекономскиот развој, животната средина и други теми поврзани со евроинтегративниот процес. Нина Ритоновска разговараше со Девид Мукенхубер, шеф на канцеларијата на Австриската агенција за развој. Како оценувате системот на пристап до правда во Западен Балкан? I would say that there has been a lot of progress achieved in all of the Western Balkans in terms of justice reforms and especially also free legal aid. However, we do see that the access to justice, especially for vulnerable groups, women and less financially strong groups, remains quite challenging. So I think our support here to the free legal aid system is quite crucial to further improve access to justice for everybody in Albania and North Macedonia. Како ангажманот на Австриската агенција за развој придонесува за одржлив правен и социјален развој во регионот, особено во однос на пристап до правда, и кои се другите приоритетни области на австриската влада во овој регион? Justice reform is one of the key activities of the Austrian Development Agency and International Partnerships Austria and the Western Balkans, and we have a very integrative approach to this, but we also focus on other important areas such as socio-economic development, education, but of course also climate and environment, because we do see all of these fields as integrated and being part of one joint approach to support the region further. Колку се клучни судските реформи за напредување на процесот на интеграцијата во нашата земја Албанија и кои конкретни чекори треба да ги приоритизираат овие земји за да ги исполнат стандардите на ЕУ во однос на владењето на правото и независноста во судството? In view of the EU integration process for all of the countries, the advancement of the justice reforms and further alignment with European standards is a key priority and remains very crucial. And I'm very happy that Austria is a steadfast and staunch supporter of this process. Thank you very much. По пауза од неколку години во Прилеп повторно се одржа детскиот карневал како дел од меѓународниот карневал Прочка. Денеска во Прилеп по пауза од неколку години повторно се возобнови така наречениот детски карневал, како дел од меѓународниот карневал Прочка. Маскираните ученици тргнаа од дворот на основното училиште Кочо Рацин, а потоа движејќи се низ Прилепската чаршија, продефилираа до плоштадот Методија Андоновченто, каде што ги изведоа своите точки. Преправени сме во Домнино, доаѓаме од наша иднина, градинки работнички објект. Работевме месец и пол секако, интензивно, првин со изработка на маските, потоа со вежбање за настапот. Во лошото има секош добро, а во доброто има секош лошо. Колку време работевте? Работевме на недела. Една недела, да речем. Колкава група? По 100 деца. Сите сме се од 4 одделенија. Да, 4 одделенија. Сите по 100 деца.
Од Кира Гавриловски. Група хемичари кои што идат директно од училиштето Гоце Делчев, од хемиската лабораторија, хемискиот кабинет на Гоце Делчев. И имаме денес спремено за нашата публика ерупции на вулкани, имаме ќе повикуваме духови од ламби, ќе палиме оган на нашите раце. Сите основни училишта истакнаа дека се подготвувале подолг период за да ги представат овие маски пред публиката. Јас сум Анастасија Здравенска, ние сме Весела фарма и ние имаме млекарки, овци и кокошки. Ние сме шаховски фигури и ние кажуваме дека ние го прикажуваме училиштето Рамполевката. Оваа година карневалот се одбележува под мотото 100 години Прилепски мечкари и 25 години Карневал Прочка. Сдруженијето Прилепски мечкари е едно од најактивните, да не кажам, во градот, бидејќи тој е амбасадор на културата на град Прилеп и на Република Македонија. Има настапено во повеќе европски земји, кај што бил забележен и допринесот да Прилеп се пише во картата на туризмот, бидејќи за Прилеп од кога постои мечкари, тоест Прилепскиот карнавал, Европа разбра кој сме, кај сме и зошто сме. Главното дефиле ќе се случи утре со почеток во 13 часот, кога освен маски од Прилеп и Македонија, ќе настапат и гости од Србија, Бугарија, Албанија и Црна Гора. За Сител Дарко Штарговски. Карневалски денови во Струмица. Очекувам дека оваа година ќе има едно од највозбудливите, најдобрите карнавалски издања, бидејќи од година во година наше е да се подобруваме и да ги напредуваме работите во позитивен и прав правец. Очекувате огромна посетеност? Да, како што има информации, на самиот карнавал ќе учествуваат повеќе од 1000 учесници, во повеќе маски, во повеќе групи. Имаме гости, може да кажем, од Сослеп. Не можам да ја искажам таа радост што моментално ја чувствам, бидејќи Струмичкиот карнавал добива едно така убаво позитивно светло, бидејќи годинава на Струмичкиот маскенбал гледаме над 300 луѓе со прекрасни маски. Мислам дека ќе ни биде малку тешко за да избереме принц и принцеза, но се надевам дека ќе се справиме со тоа. години веќе ние учествуваме на овој маскенбал и ова година ја имаме честа да бидеме принц и принцеза кој што ќе ја предводи поворката на утрешниот Струмички карнавал.